Општина Кочани во соработка со Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој започна со расчистувањето на патниот правец од Кочани до село Јастребник и негова подготовка за асфалтирање, и тоа од потегот Брана Грабче, мост на Мала река во должина од 710 метри. Се работи за една инвестиција која што е заедничка на општината Кочани и Агенцијата за поддршка на земјоделието, односно платежната агенција, каде што заеднички ќе ја градиме оваа делница во должина од 710 метри со ширина од 4,5 метри. Целокупната инвестиција, целокупната вредност на овој потфат е скоро 4 милиона, 3 милиона 950 илјади денари и очекуваме да во разговор со изведувачот на работите дека во колку дозволат временските услови да се асфалтира, дека во наредните 60 дена ќе биде асфалтирано, односно ќе биде завршена целокупната работа на овој патен правец. Патниот правец е од посебно значење за жителите на село Јастребник, кои гравитираат кон градот. Семените огништа ќе бидат обновени, а експлоатацијата на шумското богатство со патот ќе биде поголема. Многу голема мака, нели, ова кал, камења, друго, трето, до браната, да речем до ово, до Мала река е добро. А нагоре многу критично, многу ризично е, успун, камења, вода го однесе. Перспектива има многу добра, само немаме финансии, немаме пари за работа, тоа е. Шума има, води има, извори природни. Инаку општина Кочани во програмата за работа и годинава ќе се ангажира за расчистување на патни правци во Рицко-планинскиот дел на општината Кочани. Ова е веќе пета година поред како се впуштаме во прочистување на земјаните патишта во Рицко-планинскиот дел на општината Кочани. Посебна ставка воведовме во буџетот на општината и во фаза на тендерирање, односно тече тендерот за избирање на најповолен изведувач на работите. Имаме еден план да ги поминеме сите такви планински патишта, почнувајќи од патниот правец Оризари Пресека, преку Цера до Небојани, патниот правец овде што го гледаме до Јастребник, патниот правец од Крушка на едната страна до Касирот, односно до школото и до другите Борово брдо, Рамно брдо и на десната страна до Небојани целокупниот пат. Тоа е до манастирот Свети Симеон. Годинава општина Кочани ќе ги асфалтира и патните правци од Кочани до селото Лешки, како и од Пантелеј до село Турско Рударе, општина Пробиштип.